Атентаторски акции на прво место. Жртвите нема зошто да не плашат. Рековме слобода или смрт. Сосема без жртви ништо не може да се добие. Немало да биде хумано. Ама има ли некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, та и ние треба да ги чуваме своите интереси. Васил Чакаларов. Атентатор, терорист, комита. Тоа се синоними кои неизбежно се поврзани и со историјатот на внатрешната македонска револуционерна организација, од незиното основање во 1893 година, низ годините на единство, сплотеност, но и внатрешни поделби, непријателства и физички ликвидации во незините редови. За жал, по внатрешните поделби во редовите на ВМРО, атентатите се случували во самите организациони редови, што значително е ослабнало и искомпрометирало незината позиција кај македонскиот народ. По завршувањето на Првата светска војна, македонското револуционерно движење поминувало низ период на голема криза. Македонските дејци и револуционери биле поделени помеѓу себе во однос на нивните ставови, гледишта и методи за решавање на македонското прашање. Версајската мировна конференција и трагичните решенија по Македонија уште повеќе ги зголемиле разликите помеѓу македонските револуционери околу идната борба. Длабоката поделеност предизвикала создавање на голем број организации, легални и илегални. Поволна почва за дејствување на македонските организации имало во Бугарија, каде огромната македонска емиграција создавала клима на незадоволство и постојано го потенцирала нерешениот статус на македонското прашање. Во тоа милје на македонски организации, како најмоќна и најбројна, се издигнала организацијата ВМРО, која претендирала дека е единствен легитимен наследник на старата ВМРО од пред илинденскиот и илинденскиот период и прогласувајќи континуитет на таа организација, започнала со возобновување на мрежата, организирање на старите канали за оружје и влез на комитски чети во Вардарска и Егејска Македонија. Како централна фигура во возобновената ВМРО се истакнал Тодор Александров, кој уште во 1911 година бил избран за член на Централниот комитет. Среде македонската емиграција започнале да се водат жестоки дискусии околу карактерот на ВМРО, а дел од постариот револуционерен кадар се погласно истакнувал дека тогашното раководство и состав на Централниот комитет не било легитимно и затоа се барало нов конгрес на кој би се избрале нови личности во врвот на организацијата. По возобновувањето на активноста на внатрешната македонска револуционерна организација по Првата светска војна, во нејзините редови почнале да се јавуваат различни гледања за начинот на внатрешното функционирање на организацијата, односно за принципите по кои што требало да се раководи организацијата и различни гледања за методите на дејствување.
па дури почнале да се јавуваат и некои демократски струења, некои влијанија од надвор, што ќе доведе до сериозни внатрешни струења во самата организација. Најгласни во барањата за смена на Тодор Александров биле група македонски револуционери и дејци од Западна Македонија, кои ги предводел Ѓорче Петров. Поради тоа се создало непријателство и ривалитет помеѓу Тодор Александров и Ѓорче Петров. На обвинувањата на Ѓорче Петров дека ја отуѓил организацијата од незината првобитна цел, Александров одговарал дека слободата на Македонија се добива само со организирана револуционерна борба на македонска почва, а не со гол критицизам и пасивно гледање на работите од главниот град на Бугарија, Софија. Луѓе, ве разбирам. Но сега треба да се издржат овие тешкоти. Навистина, време е да ја видиме Македонија одморена од пукотници. Скраја од неволици и поштедена од пеплиште и крв. На обвинувањата на Ѓорче Петров дека тогашниот состав на Централниот комитет на ВМРО се самоизбрал без легална постапка, Тодор Александров му одговорил дека неговиот избор бил по пат на писмени инструкции, кои што програмските документи на организацијата го предвидувале во одредени ситуации. Таквите остри преписки и обвинувања ја отвориле Пандорината кутија. Ѓорче Петров бил еден стар револуционерен македонски кадар од предилинденскиот и линденскиот период, еден од идеолозите на внатрешната македонска револуционерна организација, долги години член на задграничното представништво на ВМРО и човек кој што ги напишал сите клучни документи, уставите, правилниците на внатрешната македонска револуционерна организација. По завршувањето на Првата светска војна тој емигрирал во Бугарија и се оддал на легален живот. Бидејќи веќе бил во години, влегол во државна служба и бил председател на комисијата на бегалци при бугарската влада на Александар Стамболиски. Во септември 1920 година, Тодор Александров во отвореното писмо до министерот за внатрешни работи на Бугарија, Александар Димитров, го обвинил дека сака да ја растури и уништи организацијската мрежа на ВМРО и во тоа голема помош му била дадена од Ѓорче Петров, кој од страна на членот на Централниот комитет бил посочен меѓу другото и како доскорешен самонаречен представник на поранешната ВМРО. Ова фактички било последното прегрупирање пред конечната пресметка помеѓу двајцата влијателни раководители во македонското револуционерно движење. Конфликтот на релација Тодор Александров-Ѓорче Петров го забележали странските дипломатски представништва во Софија. Суштината на судирот се обидувал да ја објасни извештајот на чекословачкиот амбасадор од 12 јануари 1922 година до Министерството за надворешни работи во Прага, во која меѓу другото се истакнувало дека тоа несогласување се должело на обидот за превласт кај македонската емиграција, во која посредувала лично бугарската земјоделска власт. Еве дел од анализите. Димитров сам ја раководеше таа акција со посредство на својот повереник Ѓорче Петров, поранешен член на комитетот, преминат на страната на земјоделските автономисти. Последниот привлече мнозина членови на комитетот, откако ги назначуваше во жандармеријата, полицијата, јавна и тајна, а и во државните органи. Многу поранешни водачи и членови на четите добија од власта земји и недвижни имоти и на таков начин беа целосно придобиени. Демократите ги наблюдуваа со неспокојство големите успеси на Ѓорче Петров. Навистина изгледаше дека целиот комитет ќе се испушти од рацете на демократите и ќе премине потполно во рацете на земјоделците. За отстранување на таа опасност, демократите го искористија преку комитетот испитаното балканско средство. Последниот донел решение за отстранување на Ѓорче Петров. Чехословачките дипломати можеби нереално заклучиле дека во позадина на судирот помеѓу Александров и Петров во суштина стоеле бугарските војно-политички фактори, кои се обидувале максимално да искористат ослабената енергија на македонското револуционерно движење поради внатрешните пресметки. Овие разидувања и овие нетрпеливости не само во редовите на внатрешната македонска револуционерна организација биле присутни и пошироко во
легалните кругови и средини на македонската емиграција во Бугарија. Навистина, ова е едно повоено време во кое што и самата бугарска држава, како поразена држава од војната, се обидува да се стабилизира и внатрешно и надворешно, и едни многу комплексни услови за делување на внатрешната македонска револуционерна организација. Ѓорче Петров, ова негово залагање за дури за демократизација внатре во внатрешната македонска револуционерна организација и неговото отклонување кон некои демократски размислувања во однос на делувањето на ВМРО, значи ќе го плати со својот живот. Убиството на Ѓорче Петров исто така е веројатно многу добро и долго време подготвувано. На 28 јуни 1921 година Ѓорче Петров, како и секој ден, излегол од работа и тргнал да се движи по главната Софиска улица во правец на една локална кафеана, каде често навраќал на по една чашка ракија и да се види со негови блиски соборци и пријатели и приврзаници. Во моментите кога излегувал од кафеаната, во вечерните часови, наеднаш кон него пришол човек кој што го следел се до моментот кога Ѓорче Петров не пристигнал пред влезот во неговата куќа. И токму на улицата Гробарска, еден парадокс со името на улицата, во моментите пред да влезе, биле испукани истрели во грбот на Ѓорче Петров и Ѓорче Петров паднал мртов од истрелите на атентаторот. И од тој атентат може да се каже дека навистина се отвара една драматична состојба на братоубиства, една неразумна ситуација која што ќе трае со години во средините на ВМРО. По известно време, атентаторот на ВМРО бил убиен и со тоа ја однал тајната со себе за тоа кој го наредил убиството на Ѓорче Петров. Атентатот врз угледниот македонски револуционер силно одекнал во Софија и во сите бугарски градови каде имало македонски емигранти. За време на убиството на Ѓорче, Тодор Александров не бил во Софија, додека Александар Протогеров, како член на Централниот комитет на ВМРО, се оградил од евентуална наредба за атентат. Атентаторот Реджеп, кој што го извршил атентатот врз Ѓорче Петров, според неговите кажувања, е еден профил на атентаторите на ВМРО кој што ќе се потврди и понатака во дури во запишаните спомени на Мирчо Кикиритков, кој што исто така ќе потврди дека тие биле толку лојални на организацијата и толку тесно ги гледале работите, значи тоа било една средина, едно ниво во внатрешната македонска револуционерна организација кои што немале сознанија за политиката на ВМРО, немале сознанија што се случува и во повисоките кругови на самата организација, а камоли пак да имаат сознанија или широкогледост за поставеноста на ВМРО во поширокиот контекст во бугарскиот општествено-политички живот, па дури и за политиката на ВМРО и на меѓународен план. Целата бугарска јавност и дел од македонските организации, дејци и револуционери, поради конфликтот помеѓу Тодор Александров и Ѓорче Петров, ги посочиле ВМРО и Александров како извршители, односно наредбодавци на атентатот. Бугарската служба за државна податоци заклучувала дека Тодор Александров ја издал наредбата за ликвидација на Ѓорче Петров.
Сепак овој податок треба да се земе со известна доза на резерва, затоа што бугарската влада на Александар Стамболиски била во непријателски односи со ВМРО и по секоја цена се обидувала да ја дискредитира организацијата пред македонските емигранти во Бугарија, а ликвидацијата на еден таков влијателен македонски револуционер како Ѓорче била добра можност да се припише тој чин на самиот Тодор Александров. Голем дел од македонската емиграција сметал дека ликвидацијата на Ѓорче Петров е еден трагичен чин, еден силен удар врз чистотата на македонското револуционерно движење. Тодор Александров во документите и во весниците тогаш се бранел со тезата дека тој не го наредил убиството на Ѓорче Петров, иако тие имале различни мислења во поглед на ВМРО, во поглед на револуционерните методи на борба, меѓутоа потенцирал дека тој никогаш не би наредил ликвидација на еден таков голем македонски револуционер како што бил Ѓорче Петров. Александров сметал дека посочувањето на ВМРО како потенцијален организатор за убиството на Ѓорче Петров било дело на бугарската земјоделска власт, која сакала што повеќе да ја компрометира македонската организација во очите на македонците во Бугарија. Тоа го потврдува и писмото до Кирил Прличев од 1 јули 1921 година, во кое Тодор Александров меѓу другото истакнал: двете непријатни новини, убиството на Ѓорче, истовремено со тоа и објавувањето на нацрт законот против четништвото, ме наведуваат на помислата дека тоа убиство може да е провокаторско дело, например повторно на Пруткиновци, со цел да создадат атмосфера и за полесно донесување на тој одвратен нацрт закон и за да ја оправдаат хајката против нашите истомисленици во Ќустендил и можеби во други места. Атентатот врз Ѓорче Петров предизвикал голема реакција на бугарското јавно мислење, но пред се кај македонците во Бугарија. Весниците били исполнети со наслови на статии кои пишувале за атентатот врз Ѓорче Петров. Македонските емигрантски братства во Бугарија ги повикувале луѓето масовно да излезат на погребот на македонскиот револуционер. Во погребната поворка имало многу пријатели и почитувачи на делото на Петров, но присуствувале и неговите идејни непријатели. Пред присутните за време на погребот биле одржани повеќе емотивни говори, кои главно го величеле ликот и делото на Ѓорче Петров, а ги осудувале неговите убици. Како и да е, убиството на Ѓорче Петров било проследено со многу контраверзи, необјаснети работи, можност од вмешаност на повеќе фактори во неговата ликвидација. Но едно е сигурно: убиството на македонскиот револуционер, кој во годините пред Илинден беше идејниот сподвижник на ВМРО и идеолог, теоретичар, уште повеќе ги подели македонските дејци и револуционери и го отвори патот за нови физички ликвидации и атентати. По 9-јунскиот преврат во 1923 година, ВМРО како организација се обидувала да ги консолидира своите редови и да го искористи за реорганизација периодот додека новата бугарска власт се уште целосно не профункционирала. Септемвриското востание на бугарските комунисти ВМРО сакала да го искористи за зацврстување на незините организациони бази во Пиринска Македонија. Затоа е бил постигнат договор со Бугарската комунистичка партија, организацијата да остане неутрална, но под услов востаничките акции на бугарските комунисти да не се шират во Пиринска Македонија, која ВМРО ја сметала за свој регион на влијание и интереси. Но по прекршувањето на договорот, откако еден востанички одред се обидел да ги разгори борбите во Горноџумајско, ВМРО започнала со проследување на комунистите и дел од востаничките одреди кои се обидувале да се пробијат во Пиринска Македонија. Голем број комунисти македонци биле екзекутирани од четите на ВМРО, а еден дел се спасиле благодарение на помошта на Алеко Василев Пашата, кој го убедил Тодор Александров дека тие ќе ја напуштат Бугарија и никогаш повеќе нема да се вратат назад. Но и покрај вооруженото дејствување, сепак тоа е период кога ВМРО привремено ги запрела атентаторските акции и се ограничила само на четнички методи на борба. Но по кратко време ВМРО презела атентат, кој може да се спореди со екзекуции од најсвиреп карактер.
Има тука еден пример кој што навистина се разликува по начинот на ликвидација. Тоа е примерот како федералистот и санданистот Таската Спасов Серски, кој што бил близок соработник и на Јане Сандански и по Првата светска војна, значи обстанал на тоа федералистичко гледање на разрешување на македонското прашање. Тој не го изгубил животот од куршум, туку на уште по-потресен начин, значи доктор Станишев, кој што е близок до раководните структури до врвот на Централниот комитет на ВМРО, го оставил Таската Спасов Серски во операционата сала да искрвари до крај и тој така го загубил животот. Станишев некаде се среќава и во уште еден таков пример, дека најверојатно е виновникот за ликвидирањето и на еден подоцна од протогеровистичкото крило на ВМРО. Свирепото убиство на македонскиот револуционер предизвикало многу реакции на осуда кај македонската емиграција во Бугарија, но тоа било само вовед во бурните настани кои опфатиле ВМРО по убиството на Тодор Александров. Во септември 1924 година, ретко кој во врвовите на ВМРО знаел за ликвидацијата на Тодор Александров. Неговиот претендент за Централниот комитет Иван Михајлов со неколку своји најблиски соработници подготвувал пекулен план за ликвидација на членови на ВМРО кои биле осомничени за убиството на Александров, а како можни заговорници се посочувале и членовите на Илинденската организација и некои македонски комунисти. Една таква ситуација ќе подготват Иван Михајлов и луѓето околу Иван Михајлов во Горна Џумаја. Значи, ќе договорат еден состанок на 12 и 13 септември, на кој што требало да се разгледуваат состојбите по смртта на Тодор Александров во организацијата. И на самиот состанок, значи Иван Михајлов не пристигнал од Софија, наводно имал здравствени проблеми, така било неговото искажување, и во негово отсуство тука ќе се случи една горноџумајска вартоломејска ноќ. Значи, толку е жестока атмосферата во куќата каде што се собрале до вчерашните соработници, предводени од едната страна од Протогеров, од Шанданов, наспроти луѓето кои што учествувале и навистина во убиството на Тодор Александров, значи една струја во ВМРО која што покажала и пролевичарско, можеби, отклонување. И тука ќе се отвори ова крвава есен 1924 година. Тензијата се чувствувала во воздухот, а затегнатоста уште повеќе се зголемувала поради присуството на четата на Штерију Влахов, атентаторот на Александров, која обезбедувал групата на Алеко Василев Пашата. Со Алеко Пашата разговорот го започнал Протогеров, додека во еден момент дискусијата продолжила со тоа што на едно место во собата се наоѓале Пашата, Дрангов и Шанданов, додека на балконот отишле Протогеров, Панчо Михелов и Јордан Ѓурков. Поради страво дека може нешто да се случи, Алеко Пашата му рекол на Ѓорги Атанасов да биде во соседната соба, а личното обезбедување пред вратата. На знак на Петар Шанданов започнала акцијата. Настаните се ределе со молскавична брзина. Петар Шанданов и Кирил Дрангов во исто време пукале во вратот и главата на Алеко Пашата и од непосредна близина го усмртиле со револверските истрели. По истрелите, Панчо Михелов и Јордан Ѓурков започнале да стрелаат кон прозорците во соседната соба, каде се наоѓал Атанасов. Според сеќавањата на Шанданов, Протогеров, кој не знал за акцијата, се скрил во едно ќоше на собата. Групата на Атанасов започнала да фрла бомби кон групата на Шанданов и благодарение на тоа се извлекла од куќата и побегнала во правец на улицата.
Борбите на спротивставените групи се префрлиле на градските улици. По наредба на Петар Шанданов, градската милиција на ВМРО, предводена од Борис Тиков, веќе имала опколено куќата во која се сметало дека е скриен Ѓорги Атанасов со личното обезбедување. Во раните утрински часови на 13 септември, во обид да се пробие низ блокадата која ја потпомогнала и бугарската војска и полиција, од страна на Асен Даскалов бил застрелан и Ѓорги Атанасов, кој што исто така бил обвинет за учество во заговорот против убиениот Тодор Александров. Со убиството на Ѓорги Атанасов, веројатно пропаднала и последната можност да се дознае кој всушност го наредил убиството на Александров. Откако атентаторските групи на ВМРО ја расчистиле работата во Горна Џумаја, формирале посебна чета која имала задача да се упати кон селото Препечино, Петричко, каде биле скриени атентаторите на Тодор Александров, војводите Штериј Влахов и Динчо Вретенаров. Четата на ВМРО ја заобиколила куќата скривница, го запалила кровот и започнала со силна стрелба кон незината внатрешност. Заобиколените Влахов и Вретенаров увиделе дека е невозможно да се пробијат и затоа со бомба и револвер си ги одзеле животите. Четниците на ВМРО во знак на одмазда ги фрлиле нивните мртви тела во реката Струма. Конечно, убиците на Тодор Александров биле казнети. Но ВМРО не застанувала со атентатите и ликвидациите. По горноџумајските настани Иван Михелов, кој се повеќе се наметнувал како нова замена на Тодор Александров, почнал да подготвува планови за ликвидација на македонските револуционери и левичари, кои биле членови на Илинденската организација или припаѓале на левото крило на ВМРО. На 17 септември 1924 година, во обид да побегне од Бугарија пред опасноста да го изгуби животот, на планината Пирин бил ликвидиран од терористи на ВМРО и Арсений Јовков, еден од раководителите на Илинденската организација и уредник на весникот Илинден. Атентатите на ВМРО станале секојдневие во бугарските градови. Немало ден да не биде ликвидиран припадник на македонското револуционерно движење од револверските истрели и бомби на ВМРО. Под обвинение дека се учесници во заговорот против Тодор Александров, на различни начини до крајот на септември 1924 година, биле убиени Методи Алексиев, Костеј Нашко Елшански, Васил Попстојанов, Ѓорги Ковачев, Ѓорги Пенков, Александар Бујнов, Ѓорги Манолев, Петар Говедарчето, Петар Балкански, Ангел Василев, Чудомир Кантарџиев и Стојо Хаџиев. Подоцна на Софиските улици на еден малку е да се каже нехуман начин, значи ќе биде убиен уште еден од луѓето кои што земаат високи позиции во македонското револуционерно ослободително движење, значи Славчо Ковачев, кој што по Првата светска војна се ориентира кон гледањето на решавањето на македонското прашање со легални средства, со интелектуална борба, со заложба да тоа биде на едно демократско ниво. И ВМРО, значи, ќе донесе Централниот комитет, ќе донесе пресуда и за него, и за Димо Хаджидимов, кој што исто така во истиот ден ќе биде убиен во Софија. Убиствата на двајцата македонски револуционери се случиле во растојание само од неколку часови. Првин, среде бел ден, бил убиен Владислав Славчо Ковачев. Тој бил убиен во моментите кога се приближувал кон неговиот дом. И кога се отворила вратата од неговата куќа, неговите деца повикале кон него и се стрчале да го прегрнат. Во тие моменти се слушнале истрели и Славчо Ковачев пред очите на своите деца паднал мртов на улица среде бел ден во Софија. Веднаш потоа до неговото тело ладнокрвно и смирено дошол атентаторот Мирчо Кекиритков, кој што уште со неколку истрели во главата го оверил убиството на Владислав Славчо Ковачев. Еден свиреп чин среде бел ден во Софија кој што не оставил рамнодушен никого. Ниту припадниците на десницата, ниту левицата, ниту бугарското општествено јавно мислење, интелектуалната елита, никој не останал ладнокрвен на тоа. Мирчо Кикиритков воопшто не знал за обвинувањата врз Славчо Ковачев и не се сомневал дека одлуката на Централниот комитет на ВМРО била исправна и дека треба да се исполни безусловно.
Убиството на Владислав Славчо Ковачев било извршено и смртната казна од него било донесена од страна на Централниот комитет на ВМРО и лично подпишана од Централниот комитет на ВМРО. Тој бил обвинет дека учествувал во заговорот и убиството на Тодор Александров. Убиецот, односно атентаторот Мирчо Кикиритков, бил толку ладнокровен што во моментите кога бил уапсен и кога го прашале зошто е извршил ликвидацијата, тој рекол дека не знае дека е Славчо Ковачев еден од идејните противници и евентуален убиец на Тодор Александров. Ако го знаел тоа, ќе ги убил и неговите деца. Од таму се создава навистина една слика за тоа колку ладнокрвни и колку решителни и колку големи фанатици биле атентаторите на внатрешната македонска револуционерна организација. Веста за убиството на Славчо Ковачев брзо се расширила низ Софија. Во текот на денските часови, жалната новина ја слушнал и Димо Хаджидимов, македонски револуционер, во тој момент пратеник на Бугарската комунистичка партија во Бугарското народно собрание. Возбуден и натажен, тој искоментирал пред неговите пријатели дека физичките ликвидации повторно се активирале. За убиството на Славчо Ковачев дознал истиот ден Димо Хаджидимов, кој што бил негов пријател. Тој тогаш се наоѓал во Бугарското народно собрание, бидејќи бил пратеник на Бугарската комунистичка партија. Веднаш излегол од собранието и побрзал да отиде кон местото на настанот. Но пред собранието го чекал атентаторот Владо Черноземски, кој што со неколку истрели го ликвидирал и Димо Хаджидимов и од непосредна близина уште еднаш испукал за да се увери дека жртвата е навистина убиена. За еден ден биле убиени двајца големи македонски револуционери, како што биле Димо Хаджидимов и Славчо Ковачев, со што левицата имала страшно сериозна загуба во едни такви услови. Со овие атентати во септември 1924 година, под обвинение дека се учесници во ликвидацијата на Тодор Александров, Иван Михајлов ги екзекутирал сите негови можни конкуренти во раководството на ВМРО и во значителен дел ја ослабнал моќта на другите македонски емигрантски организации во Бугарија, пред се и Линденската организација. По септемвриските атентати на ВМРО, кои биле организирани претежно на територијата на Бугарија, раководството на организацијата се подготвувало да испрати атентатори во странство, за да се ликвидираат македонски дејци од левицата, за кои што исто така имали изреволуционерно движење. Подпишувањето на Мајскиот манифест во 1924 година уште повеќе влошило состојбата во организацијата. Наместо помирување и обединување на македонските организации во рамките на ВМРО, Мајскиот манифест предизвикал нови поделби, додека позицијата на Тодор Александров била целосно загрозена, дури со физичка закана за безбедноста по неговиот живот. Во едни такви критични услови, Александров се обидувал да ги подобри своите односи со вториот член на Централниот комитет, Александар Протогеров, а биле упатувани повици до третиот член, Петар Чаулев, да се врати во Софија, за да се договорат околу понатамошните правци на борбата на ВМРО. Разбрануваните средини на ВМРО, особено по подпишувањето на Мајскиот манифест од 1924 година и покренувањето на прашањето кој е виновен за објавувањето на Мајскиот манифест, нели јавно, Тодор Александров и Александар Протогеров, покрај тоа што јавно се откажале од своите потписи, значи вината директно ја префрлиле и на Петар Чаулев. Меѓутоа, во овој период, по убиството на Тодор Александров, овие преписки, едни кон други спротиставени, се прекинуваат за по кооптирањето на Иван Ванчо Михајлов на местото од Тодор Александров, овие преписки да започнат да се интензивираат со уште поголем интензитет. И во едно окружно на организацијата под број 774 јасно се кажува ова дистанцирање од третиот член на Централниот комитет, кој исто така е потписник на Мајскиот манифест, Петар Чаулев. Имено Иван
Ванчо Михајлов директно го насочува Петар Чаулев како еден од главните виновници за убиството на Тодор Александров. Чаулев, кој бил најупатен во преговорите со Советскиот сојуз и Коминтерната, воопшто не сакал да се врати во Бугарија, затоа што стравувал за безбедноста на неговиот живот. Чаулев не се вратил во Бугарија, останал во Италија и знаел дека после овие одговори, после овие реакции, дека ќе го стигне, секако казната од страна на раководството на ВМРО. По стабилизирањето на ВМРО и кооптирањето на Иван Михајлов во Централниот комитет, Чаулев бил посочен како еден од виновниците за ликвидацијата на Тодор Александров, пошто му била изречена смртна казна. Еден од атентаторите, Димитар Стефанов, кој бил по потекло од Маричино Кратовско, на 5 септември 1924 година бил посетен од еден од секретарите на Иван Ванчо Михајлов, бил повикан во Софија. На тој состанок кој се одржал во Софија, вкупно биле 17 атентатори кои имале за цел да извршат ждрепка, кој ќе биде извршителот врз, односно кој ќе го спроведе атентатот врз Петар Чаулев. Од сите тие 17 атентатори, излекувајќи ливчина, на Димитар Стефанов му паднало ливчето со крст и името на Петар Чаулев. Тоа било и повеќе од јасно дека Димитар Стефанов е човекот кој треба да го изврши атентатот на Петар Чаулев. Во тоа време Чаулев се наоѓал во Милано, Италија, и сметал дека атентаторите на ВМРО не можат да го пронајдат. Од инсайдерски информации се дознало дека Петар Чаулев се наоѓа или во Рим, или во Милано. Целосната логистика Димитар Стефанов по претходна организација на Иван Ванчо Михајлов била да добие лажен пасош, кој го добил во бугарската амбасада во Виена и започнал со следењето, односно со префрлувањето во Италија, следејќи го, односно трудејќи се да го пронајде Петар Чаулев. Тој во Милано во декември 1924 година со сигурност дека кога тогаш ќе биде ликвидиран, бил обезбеден и со лично оружје, се движел и со свое лично обезбедување, но атентаторите на ВМРО биле толку многу експерти на својата задача, успеале на 24 декември во еден локал на миланските улици да го ликвидираат и Чаулев. Така на 23.12.1924 година, по претходно влегување на Петар Чаулев во пивницата со број 14, пиејќи вермут и читајќи весник, влегол Димитар Стефанов во истата таа пивница. Догледувајќи го веднаш Петар Чаулев како е задвалочен во весниците, извадил автоматски револвер и испукал директно во него 5 куршуми. Петар Чаулев не бил сам, тој бил со двајца теохранители, меѓутоа за жал тие теохранители не успеале да го одвратат Димитар Стефанов од неговиот успешен обид за атентат врз Петар Чаулев. Полицијата после убиството на Чаулев и претресот на неговото тело го нашла и неговото лично оружје, нашла документи за преписка, многу докази за неговата активност. Она што е интересно по атентатот на Петар Чаулев е дека самиот Димитар Стефанов бил затворен во затворот во Милано, меѓутоа дека веднаш биле контактирани најзначајните адвокати во тоа време во Милано и во Италија. Тоа било римскиот сенатор Морело, кој всушност бил и член на фашистичката организација, и миланскиот адвокат Капа. Овие двајца адвокати биле голем и силен адвокатски тим, меѓутоа биле и доста скап адвокатски тим, кои го застапувале на Димитар Стефанов, што укажува на фактот дека ВМРО во тоа време не трошела, не штедела парични средства за да ги застапува своите атентатори.
Атентатот врз Петар Чаулев предизвикал реакции и во Италија, но и во другите европски држави, каде имало концентрирано огромна македонска емиграција. Австриската полиција во извештаите до Министерството за надворешни работи на Австрија посочувала дека убиениот Петар Чаулев бил приврзаник на идејата за Балканска федерација, која била директно протежирана од Советска Русија. Виена стравувала од македонските атентатори на ВМРО, кои подготвувале ликвидации и во овој дел од Европа. Стравувањата на австриската полиција се покажале оправдани, затоа што по само половина година од настанот во Милано, Виена била вознемирена од нов голем атентат на ВМРО. Кон крајот на 1924 и почетокот на 1925 година, ВМРО се наоѓала во непријателски односи со македонските левичарски организации, пред се македонските федералисти. Еден од најбараните федералисти од страна на ВМРО бил поранешниот санданист Тодор Паница. Десницата во ВМРО го обвинила Тодор Паница за убиството на Иван Гарванов и Борис Арафов уште во 1907 година, а новото раководство на ВМРО во времето на Иван Михајлов го обвинило Паница и дека се ставил во српска служба. Во едни такви услови, Паница морал да побегне во Австрија, така што неговата ликвидација станала сложена работа за евентуалните атентатори кои ВМРО би ги испратила против него. На 8 мај 1925 година, во една од ложите на Бургтеатарот во Виена, Австрија, за време на оперската представа Пер Гинт се слушнале истрели. Тоа не биле случајни истрели. Атентаторот на ВМРО Менча Карничева го убила Тодор Паница, федералист и македонски револуционер, кој што од страна на ВМРО бил обвинет дека е еден од убиците на Борис Арафов и Иван Гарванов. Ликвидацијата што Тодор Паница ја направил во 1907 година, по 18 години му се осветила и му се вратила назад. Затоа Иван Михајлов решил да се послужи со лукавство и со помош на негови пријатели, блиски до семејството на Тодор Паница, да го организира неговото убиство. Атентатот врз Тодор Паница од страна на ВМРО бил подготвуван еден подлог временски период и тие подготовки имаат една своја предисторија. Имаме жена атентаторка, Менча Карничева, која што била интимна пријателка и љубовница на водачот на ВМРО Ванчо Михајлов. Имено Ванчо Михајлов и ветил на Карничева дека доколку го изврши убиството на Тодор Паница, ќе ја земе за жена и дека ќе влезат во брак. Покрај фанатизмот, тоа е можеби еден од најголемите мотиви што Менча Карничева го извршила убиството врз Тодор Паница. Атентаторот на ВМРО, во овој случај жена, Менча Карничева, значи умно се вовлекла во семејните средини на Тодор Паница, по линија на сопругата на Тодор Паница, Екатерина и нејзината сестра. Менча Карничева се спријателила со сестрата на Екатерина и ја прифатиле во семејството како еден член од нивното семејство. После долги подготовки и чекање на поволен момент, Менча Карничева исценирала една ситуација каде што купила билети за театарската представа Пер Гинт во Виенскиот Бургтеатар, ги поканила семејството на Тодор Паница, но така ги распоредила билетите да Тодор Паница, неговата сопруга, телохранителот на Тодор Паница Јане Богатинов и Менча Карничева седнат во една ложа која што била многу блиску до сцената, а сестрата на Екатерина, значи со нејзиниот сопруг, со Бумбаров, да седнат во друга ложа. И тоа било многу поволен момент кога во екот на музиката од кулминацијата на представата, значи Карничева го искористила тој момент, го убила Паница тука на лице место, тој останал мртов, биле ранети неговата сопруга и неговиот телохранител Јане Богатинов. Кога таа го ликвидирала
Тодор Паница во ложата во Бургтеатарот, мирно го положила оружјето, излегла надвор од ложата и се предала на австриската полиција. Веднаш била однесена во полиција и започнал распитот. Бил организиран исто така голем судски процес против Менче Карничева. На тој судски процес ВМРО успеала да ангажира едни од најспособните адвокати во Австрија, како што правила и во голем број случаи со атентатори по другите европски градови. Во судскиот процес одбраната на Менче Карничева успеала да докаже дека убиството е извршено од револуционерни мотиви, како резултат на една одлука донесена од внатрешната македонска револуционерна организација. Исто така, одбраната инсистирала на тоа дека Менче Карничева е жена и дека била со кревко и нарушено здравје и тоа требало да се смета како олеснителна околност. Силното ангажирање на ВМРО и способните адвокати предизвикале судската пресуда да биде ослободителна. Менче Карничева била ослободена од обвинението затоа што судот донел одлука дека се работи за револуционерна организација која што действува надвор од територијата на Австрија, но за секогаш и било забрането на Карничева да се врати или да помине низ австријска територија. Во Софија, Менче Карничева била пречекана како херој од страна на ВМРО и делот од македонската емиграција кој бил близок до македонската организација. Во 1926 година Менче Карничева се венчала со Иван Михајлов. Атентатите на ВМРО врз припадниците на македонската левица оставиле трајни последици во македонското револуционерно движење. Ликвидациите не ги разрешиле проблемите, разликите, непријателствата и борбата за престиж и лидерство, ниту во ВМРО, ниту во останатите македонски организации. Атентатите обично били извршувани од членови на организацијата, кои биле верни и лојални на незиното раководство и кои биле уверени во тоа дека со ликвидацијата извршуваат благородно дело за потребите на ВМРО. Атентатите против членовите на македонските левичарски организации во Бугарија главно биле осудувани од еден дел од македонската емиграција, но и од бугарското општествено и јавно мислење. Сите извршени атентати врз левицата били извршувани јавно, на видливи места, пред голем број на очевидци. Поради моќта на организацијата, атентаторите каде и да ги вршеле атентатите, речиси секогаш избегнувале раката на правдата. Што кажува за моќта на ВМРО, за релациите на раководството на ВМРО со високи владини кругови, со високи воени кругови, со моќта со своето делување да се влијае и врз судските власти за да можат да се ослободат сите ангажирани атентатори кои што дури парадоксално е обвинувањето на крај како прекршочно да после едно убиство биде некој обвинет само за прекршочно обвинение за носење на недозволено носење на оружје. Атентаторскиот метод на борба ВМРО го задржала се до незиното расформирање во 1934 година.